би сакал да истакнам дека во суштина денешниот настан е посветен на презентирање на резултатите за извршената кооперативна ревизија, за ревизијата на успешност во однос на она што значи руралната жена и незината инклузија на пазарот на трудот. Би сакал пред се да истакнам благодарност на Агенцијата на Уединетите нации за родова еднаквост и за јакнување на улогата на жените UN Women за поддршката на Државниот завод за ревизија што ја дава континуирано во последните неколку години, но во исто време и за поддршката за спроведување на оваа ревизија. Би сакал да истакнам и да информирам јавноста дека оваа кооперативна ревизија е спроведена во рамките на она што значи кооперативна ревизија со Врховната ревизорска институција на Република Косово и Република Албанија, додека Државниот завод за ревизија беше лидер на самата ревизија. Што во суштина беше предмет на ревизија? Во суштина беше предмет на ревизија или клучно прашање беше во суштина дали политиките и мерките кои што се преземаат во однос на руралната жена и нивната инклузија на пазарот на трудот имаат соодветен ефект и дали ги даваат очекуваните резултати. За жал, како и другите ревизии и ревизорските активности кои што ги спроведува Државниот завод за ревизија, констатиравме дека во суштина преземените мерки и активности од надлежните органи не се доволно ефикасни во однос на создавањето на условите за инклузија на руралната жена на пазарот на трудот и не обезбедуваат доволно еманципација и обезбедување соодветна улога на жената на пазарот на трудот и обезбедување на соодветна вредност за незиниот труд, односно соодветна плата за трудот на жената. Ако и погледнете самите податоци кои што се презентирани во конечниот ревизорски извештај, на поставените три клучни области во самата ревизија, дали имаме соодветни дизајнирани мерки и активности во стратешките планови, ќе констатираме дека отсуствуваат ефективни мерки. Ако и погледнете пишаните состојби во делот, она што значи дали надлежните органи преземаат доволно мерки за едукација на руралната жена и незината еманципација и појавата на пазарот на трудот, исто така мерките не се доволно ефективни. И на последното прашање, дали обезбедуваме квалитетни услуги, јавни услуги за руралната жена, исто така одговорот не задоволува, бидејќи немаме доволно создадени јавни услуги за руралната жена, степенот на изградени детски градинки во руралните средини не соодветствува, да не зборуваме за изградените домови за стари лица во руралната средина. Ако и погледнете самите факти во другите конечни ревизорски извештаи кои што се поврзани и со овој ревизорски извештај во делот на што значи вложување во рамнивен регионален развој, кој што е основа за обезбедување на рамнивен регионален развој и задржување на популацијата или на нашето население и во урбаните и во руралните средини, ќе забележиме дека имаме несоодветни или недоволно позитивни податоци во делот на вложување на рамнивен регионален развој. Ако погледнете конечниот ревизорски извештај кој што го објавивме во текот на вчерашниот ден за ревизија на буџетот на државата, каде што согласно закон државата треба да известува 1% од бруто домашниот производ за рамнивен регионален развој, ќе констатираме дека издвојувањето на паричните средства за рамнивен регионален развој е 0,09%, што е драматично за една таква состојба. Ефектот или последиците за таквото несоодветно постапување и неводење доволно грижа за рамнивен регионален развој предизвикува да 4% од нашата територија на Македонија нема население, односно е депопулизирано, нема популација. 205 населени места веќе нема ниту еден жител, а 215 населени места се под 10 жители. Тоа укажува дека населението од руралните средини масовно се иселува, а предизвикува со тоа и несоодветна улога и позиција на руралната жена. Не би требало да дозволиме со овие активности и мерки да ја изгубиме руралната жена, бидејќи во суштина не е позицијата и политиката руралната жена да ја претвориме во индустријски работник, да таа патува во градот и биде вработена и да произведува, едноставно да ја задржиме во руралната средина, да произведува она што навистина би можело да произведуваме, тоа е нашата држава може да произведува квалитетна храна, квалитетни производи кои што може да бидат основа за нашето население и
пространствува за извоз и да остварува државата дополнителни средства. Меѓутоа, таквата тенденција и таквата негрижа во однос на руралните средини предизвикува да не се случуваат овие ценовни шокови на производството или на цената на земјоделските производи кои што се појавуваат на нашите пазари. Би сакал да истакнам исто така дека она што во суштина во претходниот период објавивме одредени конечни ревизорски извештаи кои што се однесуваат на начинот управување со капиталните инвестиции во нашата држава. Исто така имаме состојби кои што упатуваат недоволна грижа и посветеност на оние надлежни органи кои што во суштина треба да се грижат за јавните инвестиции, за јавните средства, за начинот утврдување на приоритети во градењето во делот на капиталните инвестиции, за начинот на мониторинг и за начинот на известување. И ако погледнете во содржината на годишниот извештај, кој што Државниот завод за ревизија на 27 јули го предаде во собранието за понатамошно постапување и разгледување, ќе констатираме дека од вкупните субјекти кои што земале кредити или заеми во текот на 2020 година, државата има платено 26 милиона евра на име она што значи казнени пенали и споредни трошоци за неповлечени кредити и заеми. Тоа е еден доста висок износ за кој што треба да се запрашаме на кој начин и како управуваме. И на крајот на краиштата, кога зборуваме за ефектите и последиците од таквото несоодветно постапување, се поставува прашањето дали ефектот е тоа само во делот на финансиските средства. Никогаш не треба да размислуваме дека ефектот е само во финансиските средства, него треба да се запрашаме дали не можевме да испорачаме подобри, навремени, континуирани и квалитетни услуги кон граѓаните. Земете го ревизорскиот извештај за ефективност на користењето на магнетна резонанса, каде што имаме констатирано една фрапантна состојба, каде што ако констатираме дека во текот на 2017 година јавното здравство располага со 7 магнетни резонанси, односно 7 компјутери, во 2023 година сме имале 14 компјутери на магнетни резонанси. Ако го земете, проверите бројот на извршени прегледи во 2023 година, споредено со бројот на извршени прегледи во 2017 година, ќе се констатира изброј извршени прегледи на граѓаните. Тоа значи дека државата напразно набавила 7 нови магнетни резонанси, односно 7 компјутери, кои што ја чини 10,5 милиона евра. Јасно се поставува прашањето дали ни требаат такви несоодветни трошења визави квалитетот на услугите што ги даваме на граѓаните, и ако го земеме периодот на читање на резултатите, каде што одредени граѓани мора да чекаат по една недела, по 3 недели, а имаме случаи каде што со година се чека да се прочита еден резултат, се поставува прашањето за квалитетот и навременоста на здравствените услуги кон граѓаните.